Петок, 10 октомври, кратки вести во 12 часот. Од препознатливиот символ на градот Охрид, билјанините извори и понатаму не истекува вода, а ваквата состојба трае веќе 2 месеци. Идентична слика од изворите во овој период од годината имаше и изминатите години, а се должи на сушниот период скоро без врнежи од дожд. Во исто време, водостојот на Охридското езеро и понатаму е под просекот за овој период од годината. Неодамнешните врнежи од дожд минимално ја подобрија хидролошката состојба на езерото. Нивото порасна за 2 сантиметри, но сега повторно се бележи пат. Вечерва на полноќ истекува рокот за пријавувањето за гласање на болните и немоќни лица. До 14 октомври пак трае пријавувањето на лицата кои сакаат да гласаат на изборите, а кои издржуваат мерка куќен притвор. Немоќните или болни лица, лицата во куќен притвор, затворениците и лицата во старските домови гласаат еден ден пред изборите, односно на 18 октомври. Изборната кампања завршува на 17 октомври на полноќ, докога претендентите за градоначалничкото и советничките столчиња на различни начини може да се додворуваат на гласачите во трка за глас повеќе. Осмите локални избори ќе се одржат на 19 октомври, а евентуалниот втор круг на 2 ноември. Ученици од Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски под менторство на психологот Даница Скрческа и професорот Ристо Николевски се меѓу 5 одбрани тимови во рамки на повикот на Service Learning средношколски проекти. Тимот ќе го реализира проектот Оброк плюс заедничка активност храна без отпад за сите, чија цел е да се намали отпадот од храна и да се помогне на ранливи категории во заедницата. Преку активности на учениците и наставниците ќе се подготвуваат здрави оброци од намирници, ќе се компостираат остатоци и ќе се организираат дружења со лицата на кои им е најпотребна поддршка. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 17 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.